Благодарам, почитувани присутни, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Мојата дискусија денеска се движи повеќе во намера да се укаже на одредени моменти во однос на законот и оно што го говорев на комисијата, за да навлезам суштински да разговарам на оваа тема, стварно е многу обемен, вие го кажавте тоа законот и нема доволно време за сето тоа се направи. Се надевам, еве, таа јавна дебата ќе ги даде одговорите на сите прашања, впрочем и ќе направи уште поквалитетен закон во однос на оно што еве и се нуди. Почитувани, значи, колку созревавме како општество се гледа и од односот кон осудените лица, нивната ресоциализација и вложувањето во тој дел во општеството, меѓутоа за жал треба изгледа уште да зрееме. Ќе ни треба уште многу работа. Јас само да потсетам дека во месец ноември се донесе еден закон, измени и дополнување на законот и не беа добри. Имам забелишки многу и ново законско решение, предупредував тогаш, токму и за оно што говорите вие, што го спомнавте, дека се намали критериумот и за избор на вработени во можности на директорите, мислам дека нема да ги направи посигурни, побезбедни и поподготвени затворите да ги решат сите проблеми на осудените лица. Ова е скоро нов закон, многу измени. Јас би дополнил дека покрај ова што го споменавте и промените што ги правите, Министерството за правда како носител на целата иницијатива, тука како дел од ова, како сектор управа за извршување на санкции или казнено-поправните, воспитно-поправните установи, понатаму која реализираат ова активност програмска, меѓутоа тука да не ги забораваме судите за извршување на санкции, центри за социјална работа и многу други аспекти, вклучително и во самите установи во затворите, од директор која води, која носи таа функција и заменик и така натаму, административните јавни службеници и затворската полиција. Тука ги имаме и техничките лица, и структури, имаме оперативци кои на некој начин се грижат да обезбедат добри услови за работа. Така да, ако сакаме да дојдеме до едно квалитетно решение, законско решение, мораме севкупно да ги решаваме работите. Не би сакал да издвојам никого во однос на тоа кој треба да добие предност во таа работа. Меѓутоа сакам да напоменам дека доколку не сватиме дека затворите, казнено-поправните установи, не ги сватиме како училиште, како втора можност за живот на граѓаните, на оние што се огрешиле со законот, нема да направиме резултат и можност да го решиме проблемот, односно да ги ресоциализираме и да ги вратиме оние луѓе кои на некој начин се сгрешиле некогаш, да можат сега да се вратат во нормалата, во животот. Меѓутоа, како што реков, паралелно треба да се решаваат проблемите на сите. Не треба да се занемарат и можностите, реков и на судиите, кои на некој начин треба да се најде начин да се размислува дали треба се уште, дали има можност, бидејќи спроведувањето на осудените лица од затворите до судовите е комплицирано, тешко, кошта пари, може би во некој идно време, еве, што се вика фрлам ракавица, дали тоа не би можело да се направи во некоја судска просторија која би се изградила во самите објект во затворот. Дали тоа не би било полесно, меѓутоа за тоа јас размислувам од практични причини, бев директор на Штипскиот затвор, имав одредени можности да раководам, да донесам одредени решенија, од тука натаму колку направивме до тука, се надам дека ова законско решение ќе ги напреди и искрено сакам да помогнам во тој дел, затоа се јавив, затоа некој реагирав и затоа барав на некој начин да се направи таа јавна дебата, за да можеме да ги слушнеме и сите тие кои се стручни чинители, впрочем и оние кои секојдневно живеат и работат таму, а тоа се вработените, преку нивните синдикати, преку нивните овластени лица, оние што на некој начин треба да дадат понатамошен квалитетен развој на овој дел од општеството. Меѓутоа, мораме да сватиме една работа. Доколку сакаме да направиме општество кај што осудените лица ќе бидат третирани така како што треба, треба и медиумите, и јавноста, и сите ние да пристапиме малку поинаку. Меѓутоа, за да дојдеме до едно такво решение, ќе ни требат и пари, ќе ни требат и програми, ќе требат услови за осудените лица. Значи, ќе требат квалитетни услови, сместување, храна, здравствена заштита, образование. Значи, многу комплексна е ова состојба. Меѓутоа, за сето ова да се направи,
мораме на вработените во казнено-поправните домови да ја возможиме максимална поддршка. Според многу луѓе, тоа е една од најхуманите работи што некој човек може да ја направи. Да се вложи себе си, да работи таму 30-40 години и на некој начин тој човек понатаму треба да се грижи за некој лице кое треба да се врати назад во општеството, да се врати во фамилијата или цело време додека е таму тоа да му биде дом и да се чувствува како да е дома. А за сето тоа да го направиме, ние мораме да го мотивираме, мораме да го стимулираме, мораме да го наградиме, мораме да најдеме начин вработените да на некој начин се вложат себе си во целиот тој процес. Ама ние мораме да помогнеме затоа што преку законските решенија мораме да најдеме и да им дадеме правец како тоа да го направат. Јас се надевам дека ово законско решение ќе даде во тој правец, ќе дадам неколку забелешки кои не се инкорпорирани, се надевам на таа јавна дебата ќе се отворат прашања, јас ги повикам сите, затоа што можеби до тука е направено нешто, како што минатата недела имавме закон за социјална заштита, кај што сите рековме дека не е лошо да се врати назад, да се доработи и да се разговара на него. Мислам дека сега е шанса нова јавна дебата да се седне и сите чинители од сите обединувачки да се најде начин да се направи едно квалитетно решение. Меѓутоа само кратко би го искористил моментот за некои работи кои не би се вклопени во однос на законот, а тоа е препораките од Комитетот за превенција од тортура на Советот на Европа. Барем така добив информации. Вика, не се земени во предвид препораките на Комитетот за превенција од тортура во однос на кадрската состојба. Имено се предвидува пакет на обуки за целокупниот кадар почетна и континуирана. Јас кажував тогаш во однос на кадарот и треба да водите сметка дека тие луѓе таму, значи не треба да носат оружје внатре, значи не треба да носат палки, не треба да носат лисици, тука едноставно треба да бидат учители, педагози на тие луѓе што се таму. Меѓутоа за да дојдеме до тој степен, значи треба да помогнеме и на вработените. Дел од препораката ќе ви ја прочитам. Тоа е Комитетот за спречување на мачење ја повторува својата препорака дека од целиот затворски персонал треба да му биде обезбедена адекватна обука. Понатаму комитетот би сакал да добие информација во поглед на тоа кога ќе биде обезбеден пакетот за обука на вработените, како почетна, така и континуирана и што истиот ќе содржи. Една од препораките е, мислам, вие спомнавте се, можеби тука нема да бидам точен, ако може и поправете ме, член 28 од Закон за извршување санкции, дел од препораката од последната посета на комитетот, која се однесува на поставување на директорите. Мислам дека тука исто треба да се направи некоја промена. Внимавајте со критериумите, значи мора да се најде начин да се направат професионалци. Потребно е да се преземат мерки за да се осигура дека секој директор е внимателно селектиран поради неговата или нејзината способност за спредување на оноа што е едно од најтешките задачи во јавната служба, која што вклучува внесување на чувство за цел, лидерство и визија на функцијата. Понатаму во однос на кохерентноста на раководството на затворите, Комитетот за спречување на мачење повторува дека е потребно да постои јасно дефинирана хиерархиска врска помеѓу директорите на затворите и директорот на затворската администрација, односно директорот на управата за извршување на санкции, што мислам дека и тоа може да се земе во предвид. Така да, почитувани присутни, јас би сакал само да ви кажем една работа. Дај заеднички, јас реков, до тука направивме толку. Имаме идеална шанса сега да се помогне на вработените, за да можат вработените да помогнат на осудените лица. Така да треба да се земе предвид понатамошниот нивен ангажман, да се уредат некои работи, да им се даде можност за доквалификација, да им се даде можност за напредување во кариерата и сето тоа да се стимулира и да се наградува. Доколку не го направиме тоа, ние ќе имаме сериозен проблем понатаму, меѓутоа, за тоа ни требат малку и јавност, ни требат и медиуми, меѓутоа ни треба и надворешната јавност, бидејќи односот кон осудените лица е некогаш постојано многу грд и нечовечки. За да го смениме тоа, мораме малку да смениме и перцепцијата во јавноста, кои се тие луѓе, бидејќи ќе завршам и тука. Осудените лица имат посебни права таму кај што издржуваат. Меѓутоа, најголемиот проблем на осудените лица е кога ќе се вратат назад во своите домови и во својата средина. Често пати јавноста не ги прифаќа. Некаде во современите држави, јас нешто слушнав и дека во Грција, тоа успоредува на начин дури им се обезбедува живеалиште, бидејќи некои немаат каде да се вратат, немаат фамилии, ги избркала фамилијата или направиле некоја грешка, не ги прифаќат. Дури им дават и парични средства или за гарантирана работа, се со цел тие луѓе да се вклопат во
во општеството и доколку тоа не се направи, не сме направили ништо, бидејќи постои опасност за повторно враќање на тој истиот човек назад и уште поголем товар на општеството. Благодарам за вниманието.